Добро вечер по 365 пат. Роденденско издание на Централниот дневник на К1. На овој ден минатата година К1 телевизија го емитуваше првиот дневник од Велес. Од ова место информациите ги пласираме низ целиот Вардарски регион. Една година гледачите од Велес, Кавадарци, Неготино, Демиркапија, Свети Николе, Градско, Чашка, Росоман и Лозова добиваат брзи, навремени и точни информации пласирани од млади и креативни новинари. Модерната технологија со која што располага телевизијата ни овозможува дополнително да го зголемиме квалитетот на информациите. Еве како беше кога започнавме. Добро вечер. Јас сум Александра Давидковска. Вие го гледате првиот дневник на регионалната телевизија К1. Портрет со ликот на Петре Прличко доби Народниот театар Јордан Хаџи Константинов Джинот. Ротари клуб Велес пред 10 години на јавна аукција го откупиле делото. Целта им била да го донираат штом оваа институција се всели во новата зграда. Лекари од физикалното одделение при Велешката болница се активни учесници на првиот конгрес на физиотерапевти на Македонија. Целта на ваквиот собир, велат лекарите, е да се пренесат новите светски достигнувања на физикалната терапија. Преку работилници и предавања ќе бидат разработени повеќе видови на рехабилитација. Физикалното одделение во Велес подготвено одговара на потребите на пациентите. Во физикалното одделение во Велешката болница околу 250 пациенти дневно ја извршуваат успешно својата терапија. А да погледнеме кои се настаните кои го одбележаа овој 25 март. Во јуни треба да започне изградбата на гасоводната линија од Штип до Неготино. Во септември гасовод ќе се гради од Неготино преку Кавадарци и Прилеп до Битола. Маркар се шири, ја купил соседната парцела од индустриската зона Караслари. Статистиката пресметала. Исплатената нето плата во месец јануари во Македонија е 22.254 денари. Во месец јуни треба да започне изградбата на гасоводната линија од Штип до Неготино во должина од 36 километри, а во септември гасовод ќе се гради од Неготино преку Кавадарци и Прилеп до Битола. Реализацијата на гасификацијата ќе обезбеди поевтин, но и еколошки енергенс. За 3 години Неготино ќе добие газ. Во месец јуни треба да продолжи изградбата на гасоводната линија, која од Штип ќе стигне до општина Неготино. Според надлежните, во истиот период ќе заврши изградбата и пробното тестирање на првата делница, која започна да се гради во март минатата година од Клечовце до Штип. На неа ќе се надоврзе вториот крак до Неготино во должина од 36 километри. Предвидено е гасоводот да се поврзи со термоелектраната Неготино, која од мазут ќе почне да функционира на газ. Во моментов објавен е повик до домашните и странските компании за учество во изградбата на вкупно 3 предвидени гасоводни делници. Отворени се тендери за 3 нови делници. Првиот тендер е од Штип до Неготино, кој што ќе го опфати, значи, ТЕЦ Неготино, односно ќе се донесе газ до Неготино и тој се очекува да почне со градба во јуни. Втората е од Скопје до Гостивар, кој што ќе почне со градба во јули месец. И третата, која што очекуваме да започне некаде до септември, е од Неготино преку Прилеп до Битола. Во изградбата на примарниот гасовод е вклучена и општина Кавадарци преку изградбата на линијата од Неготино преку Кавадарци и Прилеп до Битола во должина од 92 километри. Трите гасоводни делници се градат со средства од кредитната линија која Република Македонија ја доби од германските Deutsche и Erste банка во висина од 90 милиони евра. Реализацијата на гасификацијата ќе обезбеди поевтин, но и еколошки енергенс, од кој освен по големите градови, бенефит ќе имаат и капацитетите во индустриските зони кои се во нивна близина. Екоцентар 97 започна со активностите за решавање на деценискиот проблем со загадувањето од вештачкиот ритот згура во Велес. Градоначалникот Чадиев посочи дека штетните метали ќе се транспортираат низ градот, но преку посебни стандарди.
Конечно во Велес ќе се реши деценискиот проблем со загадувањето од штетните тешки метали од вештачкиот рид од Згура. Друштвото за собирање и примарна преработка на отпадоци извоз-увоз Екоцентар 97, согласно договорот за концесија за експлоатација на Згурата, започнува со активностите околу вадење на одредени количини од депонијата. Градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев, вели дека дислокацијата, односно транспортот на Згурата, ќе се врши преку посебни стандарди, затоа што станува збор за тешки и штетни метали. Првично тоа е нивно барање да почнат со неколку сонди, односно проверки. Сигурно имаат зошто тоа го прават, околу длабочината, околу кубикажата и така натаму, за да можат понатаму да преминат на следната фаза, експлоатацијата, односно преселувањето. За се има стандарди на кој начин се изнесува таков материјал, бидејќи мора да помине сепак низ дел од нашиот град, такав е системот на движење, нели? Градоначалникот напомена дека фирмата согласно договорот за концесија за експлоатација на Згурата неделно ќе известува локалната самоуправа за направените активности, како и за количината на транспортот на Згура. К1 телевизија навремено ги информира гледачите од целиот Вардарски регион. Настаните од Кавадаречкиот крај редовно ги следи нашиот дописник колешката Мартина Митков. Линковски во овој дневник ја вклучуваме од зградата на општина Кавадарци. Мартина за свој соговорник го има градоначалникот Александар Панов. Мартина, дали се слушаме? Да, студио се слушаме. Значи, кога ќе се спомене Кавадарци, несомнено е дека првата асоциација е на телевизијата која што потекнува токму од овој град. Некогашната телевизија која што точно пред 8 години започна да зрачи како телевизија Тиквешија, а денес прерасна во регионална К1 телевизија. Но кога за соговорник го имаме таткото на градот, тогаш несомнено можеме да разговараме на многу теми. Но вечерашнава наша тема е роденденската честитка по повод првиот роден ден на К1 телевизија. Градоначалниче, кажете ни каква е соработката, како ја оценувате соработката со К1 телевизија? Најнапред честитки за првиот роден ден, тоа е нешто што секогаш ќе се памти и нешто што од срце би сакал да ви го посакам, тоа е да претежно убави вести и вести за просперитет, а не тажни вести да пренесувате. Секако, нели, мора да бидете оригинални, мора да бидете на нивото на својата задача, за да бидете вистински сервис на граѓаните и да најобјективно и секојвремено да ги известувате граѓаните. Инаку во изминатиот период морам да признам дека имав успешна соработка уште од времето на телевизија Тиквешија, па еве и последната година со К1 телевизијата. Она што беше моја лична желба да К1 има своји представници и седиште во Кавадарци конечно се успеа. И навистина ми е мило кога со оваа висока технологија, со добрите простории кои што ги имате во Велес, успевате да бидете комплетно на теренот и да го покриете целиот Вардарски регион. Благодарам. Студио за крај само да кажам дека ние и понатаму ќе продолжиме на транспарентен начин и навремено да ги информираме сите граѓани од овој регион. Доколку имате прашања, повелете. Јас те благодарам, Мартина, за ова јавување од Кавадарци, а ние продолжуваме понатаму. Германски Маркарт е една од 49 гринфилд инвестиции во Македонија. Оваа компанија располага со околу 200 работници, но според планираната динамика бројот на вработени ќе се зголеми на 600. Маркарт овде не застанува. Според информациите, оваа компанија купила уште една парцела во индустриската зона Караслари. Една од 49 гринфилд инвестиции во Македонија е и Маркарт. Својот бизнис оваа германска компанија го развива во индустриската зона Каласлари. Тука се произведуваат автомобилски делови наменети за Мерцедес, Ауди, БМВ и Volkswagen. Во моментов на производствените постројки работат околу 200 работници. Компанијата објави дека според планираната динамика за развој, бројот на вработени треба да се искачи на 600. Но Маркарт овде не застанува. Информацијата дека компанијата во индустриската зона Каласлари купила уште една парцела ја потврдија председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски и министерот за привлекување на странски инвестиции Велес Самак. Компанијата во Велес Маркарт зема и други локации веднаш до неа, тоа укажува дека може би во иднина и ќе се проширува. Точно, тие земаат поголема локација за две дополнителни експанзии. И ако го гледаме историјатот на досегашните фирми, Дракселмайер, например, најави 4000, сега е скоро 6000, Ван Хул имаше план од
400, сега има скоро 800, плюс нова експанзија, Кромберг и Шубер така е во финалните фази на таа експанзија. Така да гледаме дека фирмите тоа нема подобар знак од колку се фирмите задоволни. Во последните 10 години, 49 поголеми гринфилд инвестиции во Македонија имаат вложено 2,6 милиони евра. Во оваа бројка, Маркарт учествува со инвестиција вредна 35 милиони евра. Просечната нето плата во Македонија во јануари е 22.254 денари. Истата е повисока за 2% во споредба со истиот месец лани. Само 1% од вработените во јануари не примиле плата. 22.254 денари е просечната месечна нето плата по вработен во Македонија во јануари годинава. Истата е повисока за 2% во споредба со истиот месец лани. Растот 1,8% има и просечната исплатена бруто плата, која оваа година во јануари изнесувала 32.642 денари. 1% од вработените во Република Македонија во јануари не примиле плата. Државниот завод за статистика изнесе податоци дека порастот на исплатената нето, но и бруто плата се должи на зголемувањето на просечната месечно нето и бруто плата повработен во секторите земјоделство, шумарство и рибарство, административни и помошни услужни дејности и градежништво. Намалување пак на просечната месечна исплатена нето и бруто плата повработен е забележано во секторите стручни, научни и технички дејности, информации и комуникации и преработувачка индустрија. Линковски се поврзуваме и со колешката Емилија Ничовска, која во моментов се наоѓа во општинската зграда во Велес. Емилија за свој соговорник го има градоначалникот на општина Велес, Славчо Чадиев. Емилија, доколку се слушаме, повели. Така е, студио 365 дена работна атмосфера и секојдневно известување за настаните од Велес и регионот. Во роденденско издание на Дневникот на К1 телевизија директно се вклучуваме од просториите на општина Велес. Господина Чадиев, во изминатата една година К1 се трудеше навремено да ги информира граѓаните, се со цел тие да бидат во текст со актуелните случувања. Да ја резимираме изминатава година, кои се поглавните работни настани или проекти кои се реализираа и кои се од развој за општината и секако се од големо значење за граѓаните на Велес? Добро, ние во изминатата година имавме доста проекти, значи она што е ветено од страна на градоначалникот во програмата за 2015 година, со задоволство може да кажам дека е исполнето. Покрај тие ветувања имаме уште многу други проекти кои што ги направивме во општина Велес, меѓутоа приоритет секако било и останало индустриските зони во општина Велес. Знаете дека вклучувајќи Каласлари, Речани 2, сите парцели што ги дадовме за индустрија на продажба, сите се продадени. Денеска може да видиме дека интензивно се градат фабрики како во изминатата година, така и оваа година. Но сепак во изминатата година беше како еден од најдобрите настани стартувањето на фабриката Маркарт, прва инвестиција после 25 години во општина Велес, формирањето на индустриската зона Каласлари, секако тука се и сите оние манифестации Велес град на културата и сето на што се случуваше во рангот на културата, нови сообраќајници во Велес, нов кружен тек кој што може со задоволство кажам дека исполнува својата функција и од кога е направен до сега немаме ниту еден прекрашок сообраќај на тој дел од градот, кој што претходно беше црна точка во сегментот на сообраќај, од реновирани училишта, на доменот на спортот веќе имаме официјално стабилен суперлигаш во ракомет и уште многу други активности кои ги почнавме првите проекти со прекугранична соработка, преку Вардарскиот регион, преку проекти од Европската унија, она што го ветивме на граѓаните со проектите од рурален развој се остварени. Направивме дел од канализацијата во населеното место Ризари, сега го продолжиме вториот сегмент од канализацијата. Значи, во глобала, она што ни беше зацртано, сето е остварено и да кажам дека имаме рекорден број на изработка на урбанистички планови, која таа изработка континуирано и во моментов продолжува.
да се работи. Сето заклучно имаме и одлична реализација на буџетот, рекордни средства собрани во буџетот на општина Велес како никогаш досега, меѓутоа имаме и рекордни расходи. Тоа значи сме вложувале многу во инфраструктурата во општина Велес. На тој начин сме работеле, сме дале отчет пред самиот почеток на новата година до сите граѓани на Велес што е сработено. Нека направат граѓаните паралела што сме ветиле, што сме сработиле и се надевам дека заедно ќе дојдеме до еден заклучок дека сме успеале, ние сме прогласени изминатата година за најтранспарентна општина во Република Македонија. Впрочем, знаете и новинарите дека и градоначалникот, советот, целокупната општина стои на располагање секое време за новинарите, за граѓаните, за секакви прашања од било кој дом, а ние согласно законската регулатива даваме и одговори на сите тие прашања. Значи, јас морам да се заблагодарам на сите медиуми, вам да ви го честитам првиот роден ден, да се заблагодарам за објективното информирање, за многу добрата соработка, бидејќи ретко кој може да се пофали дека има таква добра соработка помеѓу новинарите, помеѓу општината, помеѓу главните чинители на живењето на една локална самоуправа. Јас ви благодарам, градоначалниче, за вашето гостување во Дневникот на КРН телевизија и секако се надеваме на успешна соработка во идниот период. Студио, тоа би било се од ова вклучување. Емилија, ти благодариме за вклучувањето. Здружувањето во земјоделски задруги се поатрактивно во Македонија. Директорот на Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделието смета дека најдобри резултати може да се постигнат токму преку овој начин на здружување. 16 земјоделски задруги веќе ги уживаат бенефитите кои ги добиваат со новиот закон од 2014 за земјоделски задруги. Според директорот на Агенцијата за поттикнување и развој во земјоделието, најдобри резултати може да се постигнат преку здружувањето во задруги. Советите преку секојдневна комуникација со земјоделците, Златко вели дека веќе даваат позитивни резултати. Веќе имаме 16 направено, но прогнозираме дека до крајот на годината ќе имаме до 26 земјоделски задруги. Да споменеме дека имаме два вида на земјоделски задруги, тоа се од мал и од голем обем. Мал е од 10 до 19 земјоделски стопанства во една земјоделска задруга и од 20 нагоре од голем обем. Бенефициите се различни затоа што од мал обем имаме вработување на агроном, на менаџер, додека од голем обем земјоделска задруга има вработување на менаџер и агроном. Што се однесува до другите критериуми и бенефити, Златко вели дека и овде за другите го земаат поголемиот дел. Земјоделското осигурување е 70% повраток, додека агрохемиска анализа исто така 70% повраток. Кај индивидуален земјоделец кој што не е член на земјоделска задруга е 60%. 90% имаме повраток на средства кои што ќе аплицираат за земјоделска механизација. 92% од фармерите во Холандија се членови на земјоделските задруги. Македонија е свесна дека оваа бројка не може да се постигне преку ноќ, но индицијата е да се зголеми бројот на земјоделци што меѓусебно се здружуваат во задруги, со цел да ги намалат трошоците за производство од една страна, а од друга страна да го олеснат процесот на освојување на странските пазари. Се проверува дали 3-месечно бебе од Македонија има Зика вирус. Македонија сака со сите соседи, вклучувајќи и Бугарија, да има отворени искрени односи на добрососедство и пријателство. Вестите од земјава во продолжение. Се прават анализи за да се утврди присуството на вирусите Денга или евентуално Зика, а резултатите се очекуваат за 10 дена, изјави директорката на клиниката за детски болести Аспазија Софјанова. По направените анализи кои кажуваат дека 3-месечното бебе од Дојран со аномалија во делот на черепот и со мала глава, кој е по извршен рутински преглед и по препорака на педијатар од Струмица, пред 2,5 недели било донесено на Универзитетската клиника за детски болести. Не станува збор за рутински вируси кои знаат да направат микроцефалија. Сомнението останува на вирусот Зенга. Одговарајќи на новинарско опрашање дали мајката била касната од комарец, Софјанова вели дека сигурно е дека има такви индикации. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во интервјуто за БГНС порачува дека Македонија сака со сите соседи да има отворени и искрени односи, вклучувајќи и Бугарија. Во интервјуто посветено на мигрантската криза, Иванов порачува дека државите преку соработката ќе се прилагодуваат на законите што ги носи динамичниот свет во кој што живееме.
Тој вели: ние во државите како да сме застанати во 20-тиот век и робуваме на бирократските процедури, на протоколите, на договорите. Едноставно мора да сватиме дека живееме во 21 век, кога младите луѓе не имаат време да чекаат по границите, не имаат време да чекаат дозволи. Со затварањето на Балканскиот коридор постои можност за формирање на нови рути преку Бугарија и Албанија, со цел мигрантите да стигнат до Централна Европа. Ова го предупредува шефот на државата во интервјуто за БГНС. Европската Унија се договори илегалните мигранти кои преку Егејското море влегле во Грција ќе бидат вратени во Турција. Напад со автомобил бомба во Турција. Ова е светот денеска. Договорот ЕУ-Турција, според кој голем број бегалци кои преку Егејското море влегле во Грција ќе бидат вратени во Турција, не е во согласност со меѓународното право, изјави високиот комесар на Обединетите нации за човекови права. Ел Хусеин нагласи дека е можно да се раководи со брана од бегалци кои во Европа пристигнуваат од земји како што се Ирак, Сирија и Авганистан, доколку Европската Унија ги следи сопствените закони и принципи. Во соопштението, високиот комесар на Обединетите нации за човекови права предупредува на можноста од предизвикување на длабоко проблематичен домино ефект во други делови на светот, доколку Европската Унија почне да го заобиколува меѓународното право. Со договорот исто така е утврдено дека до 20 март сите нерегуларни мигранти од грчките острови врз основа на спогодбата за реадмисија која Анкара ја има со Атина, како и со другите членки на Европската Унија. Напад со автомобил бомба во Турција, извршен од припадници на курдската работничка партија. Во нападот тројца турски војници се убиени, а 22 се ранети, јави турската телевизија НТВ. Нападот бил извршен врз полициска станица во округот Дијарбекир, покрај која бил кренат во воздух автомобил полн со експлозив. Ранетите војници се хоспитализирани во војната болница во Дијарбекир. Поради експлозијата, затворен за сообраќај е патот помеѓу градовите Дијарбекир и Бунгюл. Во тек е операција за пронаоѓање на одговорните за нападот. А деталите за вестите од спортот ги има колешката Елица Радевска. Вечерва за прв пат од спортското студио. Ели повели? Ти благодарам, Александра. 365 дена К1 телевизија ги следи спортските настани како во регионот, така во Македонија и светот. Со истото темпо продолжуваме и понатаму. Она што го одбележа денешниот ден да видиме во спортските најави. Утре градскиот ракометен клуб Борец нагости во Радовиш. Загубените два надпревари во почетокот на пролетниот дел, мотив на клубот од Велес да атакува на победа. Македонската фудбалска репрезентација до 21 година одигра нерешено против Исланд. Ракометарите на Висла пристигнаа во Скопје. Тие утре ќе ги одмерат силите со македонскиот првак Вардар во реванш дуелот од осмина финалето во Лигата на шампионите. Ракометарите на градскиот ракометен клуб Борец утре ќе му гостуваат на Радовиш во 17-тото коло од Суперлигата. Загубените два надпревари во почетокот на пролетниот дел му даваат уште еден мотив на клубот од Велес да атакува на победа. Со 6 победи и 10 изгубени надпревари, со 18 бода, Радовиш се наоѓа на 8-та позиција на табелата, додека пак Борец со 5 победи, 1 нерешен надпревари, 10 загубени, со вкупно 16 бодови е 9-то пласиран. Надпреварот Радовиш ГРК Борец ќе се одигра утре со почеток во 18 часот и 30 минути. Колото предбалко го отвори надпреварот работнички Вардар Јуниор. Ракометарите на Висла пристигнаа во Скопје, каде утре ќе ги одмерат силите со македонскиот првак Вардар во реванш дуелот од осмина финалето во Лигата на шампионите. Оваа година полскиот вице-првак без предност од првиот надпревар ќе игра против Вардар. Шансите за четвртфинали им се сведени на минимум, но избраниците на полскиот стратег најавуваат дека нема да се предадат на саботниот дуел. Тренерот на Вардар Раул Гонзалес предупредува дека Висла сезонава одиграла одлично на гостувањата против Кил и Веспрем.
Стартува 22-то коло од првата македонска кошаркарска лига. Во моментов во тек е надпреварот Кожув Фен Индустри. На полувреме овој надпревар беше 41-50. Кожув во Гевгелија кошаркарите на Кожув поубедлив триумф над Морнар во полуфиналето во Библ лигата атакува на победа против директниот конкурент за четвртата позиција на табелата Фен Индустри. Кавадарчани пак сезонава покажаа дека имаат тим кој може да му се спротистави на секој противник. Инаку екипата на Фен Индустрија на позицијата 4 на табелата со вкупно 34 поени, додека пак Кожув со 31 поен е веднаш зад кавадаречкиот клуб. Без голови одигра македонската фудбалска репрезентација до 21 година против селекцијата на Исланд во надпреварот петиот круг од квалификациите за пласма на Европското првенство во Полска 2017. Со 8 бодови, македонската селекција останува на третото место во групата. Избраниците на селекторот Благој Милевски играат одлично. Македонија имаше иницијативата во првото полувреме. Пропуштивме неколку добри шанси за постигнување погодок. Најдобрата можност имаше Николов во 29-та минута од средбата. Кормилото на селекцијата до 21 година напомена дека е задоволен од преварот и од играта на своите играчи. Ова беа спортските настани. А работата на новинарите кои неуморно работеа овие 365 дена ја следеше уредникот на К1 телевизија Дијана Иванова. Во ова роденденско издание на Централниот дневник ќе направиме една кратка ретроспектива за се она што новинарите работеа. Дијана, добро вечер. Што се случуваше во изминатите 365 дена? 365 дена посветени на нашата мисија да ги информираме нашите гледачи. И делници, и празници, и саботи, и недели, и дењи, и ноќе бевме на терен се со една цел да собереме што повеќе информации, да ги пласираме како стори, за да можеме да одговориме на она што е наша обврска како професија, на она што ни е и општествена одговорност, да информираме за се она што се случуваше во Вардарскиот регион. Кога станува за нашата работа, можам со задоволство овој пат, еве тука јавно пред сите да кажам дека во изминатите 365 дена за она што новинарите го работеа од информативната програма, не добивме ниту еден демант, што значи дека секоја пласирана информација ни била проверена, што значи дека секоја информација која што сме ја објавиле била точна. Би сакала во оваа прилика да кажам дека сите 35 лица кои што сме дел од регионалната К1 телевизија работевме посветено, работевме неуморно, се со цел да го постигнеме ова што сега го постигнавме. И ако за 365 дена успеавме да стигнеме до ова ниво, тогаш во наредните 365 дена можеме многу повеќе. Јас ти благодарам, Дијана, за гостувањето во Централниот дневник на К1. Благодарност. Почитувани гледачи, во продолжение деталите за временската прогноза. И овде го завршуваме роденденското издание на Централниот дневник на К1.
Екипата на К1 од утре продолжува со исто темпо на работа и понатаму ќе продолжиме посветено да работиме се со цел да го задржиме вашето внимание на програмата на К1. Имајте пријатна вечер. Пријатна.